Најверојатно е подметнат пожарот што вчера повторно изби над Штип кај населбата Кумлак и загрози неколку викендици и жители во овој дел од градот. Според сведоштвата, огнот се појавил на околу 1 километар од местото на претходниот пожар, поради што постојат сомнежи дека не станува збор за случајност и дека двата пожари немаат директна поврзаност. Во обид да ја спаси својата викендица, еден од жителите се здобил со полесни изгореници и вдишал чад. Пожарникарите, заедно со доброволното противпожарно друштво, брзо интервенирале, го извлекли и го пренеле до Штипската клиничка болница, каде му била укажана помош, а неговата состојба засега е стабилна. Собствениците на имотите од ова место со растрепереност раскажуваа за страшната гледка. Ја цели игра голема трагедија, ама што да правиме? Штета голема ќе биде. Си минат до дома да ручаме и секој дојде. Сето фанато навак. Штипскиот градоначелник Јорданов вчера вечер излезе на терен. Рече дека благодарение на брзата интервенција и координација, со делување на Дирекцијата за заштита и спасување од воздух, пожарот над Штип бил локализиран и ставен под контрола, за да не представува понатамошна опасност. Стојан Ангелов, Дирекцијата за заштита и спасување, пак во меѓувреме апелираше до граѓаните да бидат внимателни и да ги расчистат дворовите околу викендичките. Имавме загрозени имоти на неколку викендици, но и човечки животи. Моментално се наоѓаме во клиничката болница Штип, разговаравме и го посетивме еден од повредените, кој ни посведочи дека пожарот настанал во растојание од 1 километар од вчерашниот пожар, што има големи индиции дека или е подметнат, или е настанат од некоја друга околност. Нема практично поврзаност едниот вчерашниот пожар со денешниот. Апел кој што минатата година можеби од дел граѓаните не беше сватен најсериозно. Сите оние кои што имат викендици на вакви места, колку и да се блиску до градовите, апелирам до нив, нека ги чистат дворовите од вегетација, барем околу викендиците, нека остават неколку метри чист земјен појас преку кој што огнот не може да дојде. Земјата не гори, но ако имаме трева до влезната врата, тогаш е очекувано при појава на пожар вратата да биде зафатена, гредите на викендицата или други дрвени елементи на самата викенд куќа. Штипските пожарникари велат дека пожарот се проширил многу брзо под влијание на силниот ветер и дека за само неколку минути стигнал до самите викенд куќи. Дека од сабајлето од 8 часот до 1 часот немала никаква чур, никаков пожар, значи никаква поврзаност со вчерашниот пожар. Пожарот се проширил за неполни 5 минути. Силниот ветер го докарал до самата куќа на човекот. За жал човекот покушал што може сам, но сакам да се заблагодарам на градоначалникот на општина Штип, на Стојанче Ангелов за брзата реакција. Веднаш го контактирав и градоначалникот и Стојанче Ангелов, веднаш е пуштен ер трактор или хеликоптер. Немав можност да видам затоа што приоритет ми беше човекот да го донесеме во клиничка болница Штип. Инаку пожарникарите вчера вечер останаа на терен во викет на селбата Кумлак со цел повторно да не се активира пожарот, кој според очевидци е подметнат, а претходниот кој зафати ридови над Штип со сува трева и грмушки е предизвикан од ударот гром. Дождот оваа ноќ дополнително помогна за да ситуацијата веќе е стабилна.